Добро вечер. Добре дојдовте на денешниот подкаст во живо, каде што ќе поразговараме со две прекрасни дами во врска со тоа кога убавината станува можност. А јас само ќе се представам, јас сум Мирјана Стефановска, денеска ќе бидам вашиот водител за време на овој подкаст. Нема да зборувам многу за мене, затоа што сакам да оставам повеќе време и простор да поразговарам со нашите гостинки, кои се тука за да ни представат многу убави можности. Веднаш ќе преминеме на делот околу она за што сме тука. Прво да ви посакам добро вечер на двете. Ви благодарам што ни се придруживте да зборуваме за убави теми, за убавина, за здравје и за бизнис. Добро вечер. Прво сакам да ја започнеме првата тема. Сакам да започнеме првата тема за која купче? Десна лева. Обратно. Само се. Обратно свака. Да, ова е живо програма, така да... Да. Значи, за првата тема за која ќе дискутираме е иднината на убавината, односно што све тоа ни носи, кои се трендовите, науката и сето она што се крие денеска позади убавината. Затоа ќе повикам и ќе ви ја представам нашата прва денешна специјална гостинка, која е и самата ќе си кажа, меѓутоа е стоматолог, има високи познавања од негата, убавината и здравјето поврзаноста, која е долги години дел од бизнисот за промоција на убавина и здравје. Ве молам со еден голем аплауз да поздравиме доктор Виолета Кузмановска-Михајловска. Виле, добре ми дојде. Добре ве најдов. Баш ми е драго што си наша специјална гостинка, затоа што знам дека ќе ни споделиш фантастични информации. Пред да почнеме понатака околу убавината и иднината на убавината, јас би сакала ти да ни споделиш нешто за себе, да ни кажеш нешто околу твоите почетоци, околу твоите интереси, нешто за себе повеќе. Ајде вака, добро вечер и од мене. Ми е драго што сум дел од овој на лайв подкаст, каде што без некои големи очекувања или без некои големи оптеретувања да бидеме претенциозни и дека е нешто кој знае какво спектакуларно ќе кажеме, ќе бидеме на крај едноставни да ги споделиме нашите лични искуства и видувањата во однос на трендовите што се во врска со здравје, убавина, естетика и наука. Значи, јас сум стоматолог по професија, ги имам оние сите тренинзи и обуки во врска со медицина плюс стоматологија. Значи, не знам дали знаете, кој што ќе заврши стоматологија, ги има сите медицински испити пројдено и плюс стоматолошките испити, затоа што на крај имаме секој ден практична хирургија која што работиме во нашите ординации, секој ден имаме вистински предизвици во врска со луѓето. А тоа што е поврзаноста и важноста во овој дел е затоа што можеби стоматолозите како една од гранките се најспремни за промена или се спремни затоа што сакаат одма видливи резултати и затоа што и таква им е струката, и такви се луѓето можеби малку по-предузимливи. Ја исто како дете, можеби никогаш не сум била во ситуација дека јас мечтаам да бидам тоа што сум денеска, но животот ме натерал да ги барам оние предизвици или оние професии кои што даваат вистински резултати. И можеби мислев дека ќе бидам добар новинар или филозоф или се ме интересираше околу политика, ама на крај се сведе на тоа да дајте ми нешто конкретно, дајте ми нешто што можам да го сработам со раце и што ќе можам да дојдам од точка А до точка Б и да имам видлив или, како би се рекло, краен финален резултат кој што можам да го споделам. И тоа е за мене до ден денеска нешто многу важно, и ако видите луѓе кои што се бават со некои професии кои што немаат краен финален резултат, се прилично изфрустрирани. Цело време работат нешто, а на крај не се гледа нивната работа.
А кај нас е, кај мене конкретно, и во однос со стоматологијата и во однос со промоцијата на здрав и активен начин на живот е нешто што сме далеку драјвани, интензивно водени од резултати. Ти благодарам. Виле, се околу тоа што напомена дека си стоматолог, сведоци сме денеска дека се повеќе и повеќе стоматолозите влегуваат во делот на естетиката. Така е. Сигурно си го истражувала и тој дел од пазарот, јас не знам дали ти работиш такви процедури кај тебе во ординацијата, меѓутоа сигурно си го истражувала пазарот. И што би можела да кажеш околу трендовите токму во таа бјути индустрија? Што би можела Супер да ни прашање, се да. посочи како денешен тренд во врска со тоа? Супер прашање, затоа што навистина после ковидот, еве веќе 6 години, сведоци сме дека живееме практично на една нова планета, каде што луѓето се повеќе се свртени кон напредни процедури, каде што луѓето се повеќе свесни за важноста на здравјето, важноста на оние сите аспекти на здравјето, на здрава исхрана, здрава хидратација, убаво обкружување, добро патување, убава информација, на крај и убавина, затоа што не води и големата потреба од убавина што ја наметнуваат социјалните медиуми. Значи, таму веќе стандардите за убавина се подкренати и се што ќе видиме дека е таму нормално, да ја сакаме веќе да го имаме и ние тоа како секојдневие. После ковидот и во стоматологијата, и во медицината, а и во естетската медицина е драстично зголемена потребата од оние квик фиксинг или естетски интервенции кои што придонесуваат за за антиејджинг. Тоа е класичен антиејджинг. Тоа е муабетот како да не старееме или како да се бориме против старењето. Со една интервенција брзо да дојдеме со 10 години минус. И јас се уште сум задржана во тој дел во однос на тоа што се случува во уста, се уште не сум почнала да ги правам другите интервенции. Мада, ако ме прашуваш, пошто и ме праша дали сум ги истражувала, јас искрено влегов во една идеја да почнам да размислувам на таа тема, ама знаете, јас секогаш го препорачувам тоа што јас сум го направила и знам дека нема додека јас не го направам тоа на мене, нема ни да го правам, ни да го препорачувам. Буквално и во стоматологијата процедурите што сум ги направила на себе многу лесно можам да ги препорачам. Тоа што сум го направила во Herbalife на себе многу лесно можам да го препорачам. А се додека не се боцнам, знам дека нема да препорачам и тоа е интегритетот што сакам да го задржам и не сум на пупската работа, не ме гледај што правам, гледаме што ти зборам. Така да, јас сакам резултати и сакам препорака од тоа што сум ја задоволна. Така. Сега меѓу сите тие трендови има еден нов феномен појавен последниве неколку години на пазарот, а тоа е кориската козметика. Супер. Што околу кориската козметика вака можеме да посочиме како еден феномен кој е појавен на пазарот? Така, значи кориската козметика е убаво кажано како феномен или како еден тренд кој што се појавува глобално. Замислите колку сме веќе ние едно глобално село, нешто во Кореја се случува, таму е нешто како тренд, сите се убави и они доаѓаат на Оскар, сите ги гледаат дека се млади и тоа веќе ги прашуваат што е работата и они ни кажуваат дека тоа е технологија корејска која што се базира на природни состојки кои што инсистираат на правилно хидрирање, на природни состојки кои што ја зацврстуваат бариерата на кожата и се проејджинг. Практично е здраво, правилно и достоинствено старење. Практично да не ги знаците на старење да се забележат поспоро или тие знаци на старење да бидат поблаги и со една убава динамика, каде што ние гордо можеме да си ги кажеме годините без да имаме некои драматични или некои интензивни процедури кои што би ги намалиле тие знаци на старење. Нашата компанија е многу, Марија и убаво ќе објасни за тоа, но
многу е паметна нашата компанија и се што ќе го види во светот дека е нешто здраво и функционално, тежно е да го имплементира, да ни го даде на нас за да можеме тоа да го пренесеме на нашите клиенти, затоа што е нешто што, повторно ќе кажам, дава видливи резултати ако се користи редовно, правилно и доволно долго. Да. Така се. Пошто па токму нашава HL Skin па се издвојува од останатите? Ти вака, што би послучила како твое видување, зошто HL Skin е поразлично од се останато што е кориско на пазарот? Зашто нашата исхрана или нашите суплементи, нашата храна е поразлична од сите други. Исто и зашто е нашата козметика поразлична од сите други. Има едно сценарио купуваш било каков шејк или било каков суплемент од аптека, купуваш некоја програма за храна од било каде и немаш едукација во врска со неа, немаш подршка во врска со неа, немаш наука која што стои и се труди да ти ги даде сите информации, немаш заедница што ти ја дава поддршката и на крај ги немаш резултатите што ги сакаш. Другото сценарио кое што ние го поддржуваме е ти даваме исхрана, ти даваме производи, ти даваме нешто за кое што е огромна наука, за кое што стои огромен светски бренд и едукација која што имаме за да можеме на нашите клиенти да им дадеме плюс вредност. Разликата на нашата корејска козметика е што е пречистена, што е без парабени и сулфати, што е неверојатно учинковита, како и се друго што имаме во Herbalife, ама разликата ја правиме ние, велнес советниците, кои што даваме плюс вредност како едукација. Така, точно така. Другото сценарио беше, замислете, одете купувате корејска козметика, тоа е тренд и одиш ја купуваш во веледрогерија, во аптека и ги купуваш, така? Како и милион други креми што сме купиле, како се што сме купиле на реклама или на интернет, ја носиш дома, ја ставаш еднаш, ставаш два пати, не знаеш зашто ја ставаш и толку од тоа сценарио. Колку од овдека жени сме купиле креми, сме ги фрлиле кој им поминал рокот затоа што не сме знаеле да ги користиме. Или не ни одговарале sejedno. Така. Самата претходно спомена дека дели во твојата примерна работа во стоматологијата, тоа што не го правиш, не го ни препорачуваш, односно не го правиш на себе, не го ни препорачуваш. Така да, околу можноста на компанијата Herbalife и задоволството од производите, без разлика дали е за исхраната или козметиката, ти пред повеќе години започна уште еден бизнес. Така да имаш увид во два облика на бизнеси. Како приватник, односно предприемач кој никогаш не работел за друг, секогаш работел за себе, али во класичен бизнес, во класичен систем, и плюс дополнително предприемач во мултилевел маркетинг. Која паралела би можела да повлечеш тука, некоја споредба да направиш околу двете можности, да кажем? Да. Значи, секогаш сакаме да ги направиме тие разлики, што е предноста, што е недостатокот на било кој од моделите. Јас само што завршив со студии веднаш станав предприемач, затоа што верував во себе и знаев дека тоа ќе го направам што и да е. Како и да е, јас нешто ќе инвестирам и нема да зависам од никој и ќе работам за себе. И тоа значеше многу големи одрекувања во однос на инвестиции, во однос на чување деца, во однос на сите тие предизвици кои што ги носи приватниот бизнис, нарочито како жена. Еве, зборуваме во женски месец, се е тоа многу потешко како жена него како маж. Ние ги имаме и покрај тоа што сме жени па раѓаме и нешто имаме други ситуации, ние имаме еден хормонален циклус кој што е месечен. И тука имаме хаоси месечни, а мажите имаат само ден и ноќ. Тие они или спијат или работат, значи фокусот им е поинако. И затоа е леле секоја ти чест, ама значи убаво си беше скриен, ќути, све ќе кажам сега. Да.
Значи, нашите предизвици како жена се поразлични и во тој приватен предприемачки свет за среќа има голема поддршка од семејството и покрај инвестицијата, покрај тие жртви што ги праве во семејството, покрај претходните квалификации што ги завршува околу студии, околу тоа да се биде се на време, да се бидат сите испити завршени. Од стоматологија се живее убаво, од стоматологија се заработува убаво, ако правиш редовно, правилно, доволно долго, квалитетно, со краен финален резултат. И тоа е предноста, а недостатокот е што нема локацијска слобода, што нема слобода на влијание врз светот, што мојата лиценца како стоматолог важи само во Македонија. Таа лиценца не важи нигде надвор од Македонија. Например, чисто илустративно, за да работам ја во било која друга држава, например во Америка, $450,000 кошта да земам ја лиценца да бидам лиценциран стоматолог во Америка. А како Herbalife дистрибутер, со лиценцата што имам подпишано еве тука, во Македонија или во некој кафич или вие некој што сега подпишавте лиценца, вашата лиценца важи во 96 држави во светот. Значи во 96 држави во светот вие имате локацијска слобода да можете и онлайн да работите со вашите клиенти, со работници во 96 држави во светот. Друго, што за да јас мојата работа или тоа што јас го знам, ја можам да го дадам во време кога сум на работа и само кога сум на работа заработувам, кога не сум на работа и не заработувам и трошам, така? А во Herbalife не мора да си немаш работно место, можеш цел ден и додека спиеш, твојот мултилевел бизнис да работи и ти да добиеш на крај чек. Тоа е главната разлика во овие два бизниса. Не можам да кажам дека се тоа огромни кредити кои што големите бизниси ги прават, значи замислите голем приватен бизнис е нонстоп во кредити, нонстоп во инвестиции. Овдека не можам тоа да го кажам, инвестициите се нормални, ама локацијската, временската слобода и ограничувањата се тоа што можам да ги дадам како главни разлики во моите два бизниса. Јас колку што имам сознание, ти си скоро 3 или преку 30 години стоматолог со тој бизнис и знам дека си преку 10 години во мултилевел маркетинг со Herbalife. Дали се уште инвестираш во знаење и во едниот и во другиот бизнис? Значи, тоа е неминовно. Замислете сега кога коментиравме колку е брзо времево. Во брзото време има брзи информации, има брзи размислувања, има брзи промени. Светот е толку брз и толку се потребите, размислувањата, информациите брзи што практично, не знам, сите имаме чувство дека нешто треба да стигнеме, ама баш е тоа чувство дека треба нешто да стигнеме. Затоа што никој нас не чека, светот си оди, сите информации, сите знаења се многу брзи, сите се на клик, сите се достапни на секого, вештачка интелигенција, значи ако еден најинтелигентен човек е со 180 IQ, вештачка интелигенција е веќе 400 IQ, замислите за година дена ќе биде 2000, така да со тоа не можеме да се мериме, ама барем можеме да се мериме, да сме во тек со брзината на информациите кои што се пласираат и потребите на луѓето да ги задоволиме. Така да не одењето на едукации, не одењето и не пратењето на новините во било која сфера, кај да сте, што и да работите, ако сакате да напредувате, мора да имате континуирана едукација, да бидете постојано апдейтирани и да бидете во опкружување на луѓето кои што би сакале да ги споделат информациите за напредок. Ти благодарам, Виле Данила, ако сакаш само подеми ништо за... сега сакам благодарам. Сега би сакала да те прашам околу како го гледаш тоа дека жените денеска имаат моќ.
да преку само задоволство од нешто, кој онака како жени секогаш препорачуваме нешто, кога од своето задоволство кој ќе го прошират само наоколу, без разлика дали тоа е за козметика, дали е за производ за исхрана и така натака, можат да направат за себе комплетна финансиска и временска слобода. Да, современите трендови налагаат жените да бидат моќни, налагаат жените да бидат самостојни, налагаат жените да бидат добро информирани, налагаат жените да бидат во женски заедници кои што ги поддржуваат и налагаат дека баш и во тоа се трендови, не е тоа дека зависи од нас или баш не може да се потпрат на другата половина во некоја посебна поддршка, така да наложено ние да бидеме силни. Не е тоа личен пример, него од тоа што се гледа во светските рамки. Идеалната сцена е кога жената би била само жена и би дала од тоа што сака да си работи, што сака да прави. Тоа е Herbalife е во таа смисла многу добра платформа, затоа што во Herbalife преку 75% од соработничките на Herbalife се жени, затоа што прво нас не е многу нормално да препорачуваме. Имаме некоја исконска потреба да нахраниме некого. Значи, кога зборуваме за јадење, за хранење, ние се грижиме тоа што јадеме, сме одговорни за тоа што јаде нашето семејство, така да кај нас е тоа една исконска потреба да бидеме окружени и да знаеме, да бидеме информирани во врска со исхрана. Во врска со убавина, тоа е едноставно исто повторно една исконска потреба. Ја не верувам дека постои жена што са бајле се разбудува и си вика не мора денеска ни да јадам, ни да пијам, ни да сум убава, ни да сум здрава, ни да сум среќна. Сите имаат потреба, значи нема тоа е најнормално и најприродно да се будиш и да имаш идеја како денеска да бидам поздрава, како денеска да бидам поубава, како денеска да бидам подотерана, како денеска да бидам порасположена, посрекна и за мене, и за моето семејство, и за мојата околина, затоа што ние сме околината, ние сме екологијата, практично ние сме екологијата и ние сме околината која што вика дај на жената малку, она ќе ја прошири убавината во низината околина. Така да. Ти благодарам, Вила. Ве молам еден голем аплауз за доктор Вила. Ни сподели фантастични информации, ќе се навратиме после во разговорот повторно со неза. Меѓутоа, јас сега би преминала на следната тема, каде што со мојата следна гостинка ќе си разговараме малце околу трендовите за убавина и можноста како тие трендови да се развијат до сопствен бизнес. За таа тема ќе зборувам со една девојка која е економист по професија, нема многу работено околу економските науки и професии што го води незиното формално образование, мајка на едно малолетно дете, жена која овој бизнес го развива повеќе од една деценија, можам да нагласам дека успешно го развива тој бизнес и за неја ќе дискутираме за темата, како што нагласив, од трендови во убавина до сопствен бизнес. Затоа, добри дојде Марија Калушева. Добро ве најдов, ти благодарам Мими, ти благодарам на тебе доктор Вики, ве благодарам на вас што дојдовте тука и што ќе се подружиме заедно. Веднаш би преминала околу следните работи што ќе ги дискутираме. Јас сакам нешто да споделиш со нашите гости, нешто околу твоите почетоци, нешто да кажеш за себе повеќе од тоа што јас две натри нафрлив во представувањето, нешто ти подетално да се споделиш. Супер. Еве, од каде да почнам, можеби моето искуство професионално да кажам е уште од самите почетоци на тоа кога сме работоспособни, сакаме да заработиме повеќе. Сум пробувала и во средно училиште да сум амбициозен тип кој што сака да заработува сопствени пари и во средно училиште сум работала додатна работа и на факултет исто така, но како дипломира предходно компанијата Herbalife е надов дека бев во привршување на мојот факултет, но никако не можев да го завршам.
Зашто беше тоа така, подоцна го открив, но сега можам одма да кажам зашто беше тоа така, затоа што не сакав да влезам во живот кој што е класичен живот на повеќе луѓе кои што имаат класичен стил на работа, да одат од 8 до 4 на работа, да се вратат дома, да дремнат до 6-7 и после тоа веќе да помине денот, да немаат ни енергија да направат некаква социјализација и повторно да го почнат истиот ден поново само со друга дата. За мене тоа не беше сватливо, не беше подносливо дека така ќе треба да живеам уште многу години и барав решение што да биде тоа. Сакав да отворам, кога ме прашува кога бев мала што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, им викав менаџер, не знаејќи го зборот лидер. И кога го сватив зборот лидер, сега кога ќе пораснам сакам да бидам лидер. И тоа го сакам да го направам затоа што лидерите покажуваат со пример како треба да се работи и заедно со тимот работат за исполнување на целите сопствени и заеднички. Компанијата Herbalife, како што напоменав, ја сретнав додека студирав, затоа што во една од нашите испити имаше и тема multi-level marketing. Значи тоа ништо не е дека не функционира и дека нешто бизнис кој што не е легален, туку е еден од најлегалните бизниси на земјината топка и моментално multi-level маркетингот е најзастапен, повеќе од 70% на земјинава топка со профитот кој што го вртат компаниите како multi-level. И тоа што го видов таму беше дека единствената multi-level компанија која што има најфер маркетинг план и се изучува на Харвард универзитет е компанијата Herbalife. Следниот пат кога се сретнав со информација за компанијата Herbalife, јас решив дека ако треба нешто да правам, ќе го правам тука во оваа компанија и тоа беше супер затоа што во тоа време јас потекнувам од некое работничко семејство, не доаѓам од бизнис семејство каде што би можеле да ми помогнат за да можам да стартувам собствен бизнис. Беше најубавата опција, затоа што со многу малку инвестиција јас отварам интернационален бизнис кој што може во текот на годините да расте и да биде наследен на 3 поколенија и да обезбедам иднината на моите деца и внуци понатак. Тоа беше првиот момент како се запознав со компанијата. Потоа се случуваше живот, овие 10 години професионално почнав да го работам овој бизнис, да речам, кога веќе станав мајка, кога дојде ковид, кога се сменија трендовите и баш тие трендови кога пред 12-13 години беше тренд, луѓето се уште им беше табу тема за здрав и активен начин на живот. Тогаш ние ги учевме луѓето дека треба здраво да се хранат, дека ќе биде интересно, дека ќе нив ќе биде добро, дека треба да вежбаат. Единствено на патеките покрај Вардар и Треска беа луѓе кои што мораат тоа да го направат или имале стент или имале нешто, па беше таква трака. Сега веќе е полна со луѓе кои што не само затоа што се болни или биле во некаква ситуација, па мора тоа да го прават, туку веќе сакаат да го прават. И трендот украде второто прашање. Ќе ти го вратам после. Да. Значи, сакав да се навратам на тој момент дека се сеќавам дека во времето кога ти почнуваше со промоција на убавина и здравје, тоа го правеше преку промоција на производите за исхрана на компанијата и сето тоа. Во тоа време тренд беше здравјето. Во тој момент, во тие години, можда 5-6 години претходно, здравјето и здравиот начин на живот, здравиот лајфстайл беше баш во тренд тогаш. Тогаш почна да се отварат многу теретани, различни други опции за вежбање, не знам, зумба, не знам, кросфит. Од прилика тој период излегува, тогаш почна се повеќе и повеќе да се зборува за додатоци за исхрана, за обавезно протеински додатоци после вежбање, меѓутоа тој тренд веќе сме сведоци дека овие години веќе преминува во животен стил. Така. Дека скоро секој еден човек го прави тоа. Сега во овој момент тренд е убавината. Оној холистички пристап кон убавината на еден здрав начин и така натака. Што би можела да ни кажеш нешто повеќе околу токму тие трендови кои се
Да, многу интересно прашање. Да, пред 12 години беше тренд и тогаш ни се освестуваше во главата за тоа дека не е тоа само мода и е 2-3 години ќе трае модерно сега нешто да се вежби, здраво да се храни. Тогаш имаше еден рафт во супермаркетите едва и со здрава храна, за разлика од сега што тоа се веќе цели департмени, па дури отворени посебни продавници за здрава исхрана. И тоа е се повеќе расте. И веќе станува животен стил, а истото се случува и со бјути индустријата, како што напомена и доктор Виле, дека навистина не е модерно само да имаме quick fixing, затоа што и тој quick fixing ќе треба да се одржува понатака за да трае. Од друга страна, порано беше модерно да имаме quick fixing и сите девојки да изгледаа исто, дури и девојки кои што се млади па сакаат да стават некои ботокси, филери и слично. Сега веќе доаѓа момент каде што сакаат да се отстранат од нив и сакаат да имаат еден по-здрав изглед и тоа да биде само успорено старење. Сите луѓе на земјинава топка сакаме да поспоро старееме, не да не старееме, туку тоа да биде достоинствено старење, затоа што пред 12 години мојот личен резултат што беше? Јас имав 46 кила, тренирав, не се хранев здраво и правилно и на посебен апарат мене ми кажа дека ако јас имам 24 години, моето тело работи на 36 години. Сега сум 38 години, ама моето тело работи на 21 година, каде што имам поминато и бременост, каде што се случило живот, каде што сигурно се случиле и стресови и нашето тело само било доволно спремно за да може поспоро да ги поддржи тие стресови, да точно изреагира како што треба на стресовите и да го успори старењето. Сега се фокусираме многу повеќе на кожата, затоа што порано башите баби и не знаеле толку податоци, немало толку достапност, но сега кај нас е се достапно. И единствено само треба да се поврземе со заедницата која што може да ни даде поддршка, да не научи како тоа старење да биде подостоинствено. Се сеќавам дека пред скоро време, значи нема дека се 6 месеци, за прв пат корејската односно Hyle Skin по корејска технологија козметиката ни беше промовирана од да кажеме најдобриот скин специјалист и козметолог во светот и така натака. Зошто токму, што мислиш според твое мислење, зошто токму таа особа со еден таков кредибилитет и така натака, која воопшто не е нити вработена, нити платена од Herbalife, нити дел од нашата компанија и нешто слично, се нафатила да излезе и токму овој бренд, овој нов пристап да го, како економисти брендови, знам дека ги знаеш тие работи, затоа сакав да потпрашам за тоа. Зошто? Што таа жена која најголемите звезди по црвените теписи ги третира и се грижи за нивната кожа, излезе токму за овој бренд да зборува. Тие луѓе кои што имаат пред се имаат многу големо искуство на незината коша, има кој знае колку креми ставено за она да ги тестира. Таа жена работи со најпознатите личности во светот и она им помага тие поскоро да стареат. Значи, единствено пред се е одлично што компанијата успеала, мислете колкава компанија е тоа што успеала таков професионалец да даде да користи некаков вид на козметика која што сметаме дека е квалитетна и таа да даде мислење дали ова добро или не е добро. Доволно е само името да се каже, доволно е само што таа жена ги испробала и производите на незините клиентки, кои што не се клиентки звездите од Македонија, туку се клиентки звездите од Холивуд. И точно го гледа нивниот процес на рекавери на нивната кожа. Recovery значи опоравување на нивната кожа и правење на многу подобри резултати. Тие луѓе
кога соработуваат со некаква компанија, многу внимаваат со која компанија соработуваат, од другата страна сега да ја видиме работата, затоа што не сакаат да си го срушат ни нивното име, да соработуваат со каква било компанија, и таа има истражувано сигурно многу долго време за да прифати да соработува и да го истестира оваа козметика. Пред се, првиот податок што го има добиено е дека нашите производи Heil Skin, кореската козметика е козметика која што е направена од најуспешната кореска фабрика која што се наоѓа во Кореја. Значи, не е некој корејска технологија па направена во Европа, на некое друго место, туку тоа пред се не разликува од другите козметики, корејски козметики. Втора работа е што го гледа трендот. Нашата компанија котира на Њујоршка берза. И штом некоја компанија котира на Њујоршка берза, а е во велнес и бјути индустријата, знаеме дека нема играње со таа компанија. И трета работа, еве и последно нешто што можеме да кажеме како податок, $7,5 милиони инвестира најдобриот, најголемиот инфлуенсер во светот, кој што секој го знае, дури некој што не гледа фудбал, како јас, го знаеме Кристијано Роналдо. Значи, тие луѓе точно знаат во која компанија влегуваат, што инвестираат и со мислење, и со знаење, и со искуство, и со пари. Ти точно знаеше зошто ќе влизаш во оваа компанија, кој стои позади оваа компанија, кој е системот на овој мултилевел маркетинг и слично. Меѓутоа, во исто време, во овој момент, барам си вработена и во класичниот систем на работа. Како вработена, значи не во класичниот систем со свој бизнес, него како вработена. Што би можела ти да направиш споредба помеѓу класично вработување и мултилевел маркетинг? Да, одлично прашање и навистина многу луѓе ќе кажат, па како сега имаш супер бизнес, а ти работиш класичен стил на работа. Како викаме, се додека можеме додека сме силни, можеме да заработуваме, супер да го искористиме времето кое што ни е слободно за да направиме додатни пари, затоа што никој не е алергичен на пари. Ќе се согласите со мене, сите сакаме да имаме пари. Јас не сум. Јас не сум алергична на пари, но од друга страна, предходно толку добро го направив системот да работи за мене, што мене ми се ослободи време. Јас веќе 2 години работам во класичен систем на работа, од 8 до 4, и потоа ќе кажам и каква е испоредбата, но сакав да напоменам дека предходно јас бев присутна мајка. Растев, сама мајка сум, растев девојче кое што буквално му требаше да сум дома со нејзе, сакав јас да сум дома со нејзе, а во исто време оваа компанија ми даде можност да живееме еден многу квалитетен живот и да она види дека може многу повеќе во животот. И во тој период веќе го посложивме системот каде што мене ми се ослободи време. Како за првично што дојдов, затоа што сакав да имам временска, финансиска и локацијска слобода. Ја направи веќе и таа временска слобода, работам по 2-3 сати во текот на денот, веќе имаме мрежа на соработници кои што функционираат во различни градови и држави, кои што како што кажа Виле, и додека спијам, продукцијата се прави. Јас се уште се сметам за млада и од 8 до 4 имам слободно време затоа што нашиот систем на работа наложува, на образование наложува нашите деца по закон да идат во школа, иначе била homeschooling дете и бија менторирала, како што викаат моите ментори. И тоа време од 8 до 4, место да седам дома и да бидам домакинка, одлучив да влезам во класичен стил на работа. И што се случи таму, во тој класичен стил на работа, едноставно видов различни паралели и во тој класичен стил на работа има фантастични луѓе, но затоа што немаат можност да
да си ја покажат својата амбиција, немаат можност или не се доволно платени за вредноста која што ја даваат на пазарот, затоа немаат ни амбиција да направат нешто друго. Дури и многу ретко тие напредуваат, никогаш нема да стигнат да бидат, да речеме, еве, премиери. Има одредени луѓе кои што се предодредени да бидат премиери или министри или газди на компании и не може да заработуваат толку колку што тие заработуваат. Тоа е, значи, лимитиран систем на напредок кој што јас не можам да се помирам со тоа, цел живот да работам за одредена плата и некој друг да ми ја одреди вредноста која што јас ја имам. И од друга страна, поради таа причина и таа емоција најчесто е токсична во окружување, затоа приватните компании прават тимбилдинзи, затоа приватните компании почнуваат веќе да ги мотивираат на друг начин вработените за да можат да опстојат подолго време да ги задржат во нивните фирми. За разлика од тука, ние секогаш имаме каде да патуваме, се дружиме во позитивна средина. Мој пријател знае да каже, јас сум видел многу женски колективи, но како заедниците, женските заедници во Herbalife кои што се поддржуваат, што се радуваат на труд и успех, немам видено. И на вистина е тоа така, затоа што тука буквално ја собираме целата енергија, ја акумулираме и потоа имаме сила да ја пренесеме и да влијаеме на другото, на целото општество. Вау! Од тоа што го слушнавме и од Виле и од Марија и во споредбите помеѓу да бидеш собственик на приватен бизнис, да бидеш вработен во класичен систем на работа или да имаш собствен бизнис во мултилевел маркетинг, се сосема три различни системи. Во смисла да бидеш приватњак, дефинитивно ти треба прво да бидеш апсолутно стручњак во областа во која го отвараш тој бизнис, да имаш инвестиции во образование, претходно подковано сето тоа, да се бориш со конкуренција на пазарот, значи да бидеш малтен, извини, можеби ќе малци роб на бизнисот, затоа што нели твое и ако сакаш да оди, мораш да го работиш и слично. Додека пак во класичен систем на работа друг ти одредува колкава ќе ти биде платата, можеби доста често не сме ни вработени според нашето формално образование, тешко стваруваш некои од работничките права кои треба да ги имаш во смисла на годишни одмори, кога ти сакаш, слободни денови, боледување и слично, додека пак во мултилевел маркетинг, посебно во нашиот, воопшто не ти треба претходно признање. Се што треба да бидеш заљубен во производите. И да ти се допаѓаат производите, и автоматски со тоа си препорачаш прво на твојот близок круг, зашто нели ако тебе ти е добро, никој од нас не е себичен да и на сестра ми или брат ми да не им биде добро, или на мајка ми и татко ми, нели го споделуваме, и автоматски почнуваме да работиме, воопшто не знаеме. Воедно како систем мултилевел маркетингот имаме ментори на кои задача им е да не научат, желба им е да не научат, и со тоа што ќе не научат, они добиваат, а не губат. Значи не можеме да им го земеме местото. Код нели на класичен систем на работа, кога научиме шефот, ако шефот да научи, може да му го земеме местото. Или во твојот бизнес ќе дојде млад стоматолог, ќе го обучиш и утре ќе се отвори негова ординација, ќе се оди и никому ништо. Така да во мултилевел маркетингот сите останати бенефити постојат. Марија, што би на нашите гостинки денеска, доколку еве некоја се мисли дали да почне, дали да се прифати на оваа бизнес можност, дали да го искористи трендот од убавина да може да се отиде кон бизнис, што би им препорачала ти вака како би им го скратила двоумењето, него би им помогнала побрзо да донесат? Би поставила првен едно прашање на кого се додека ова го зборевме им текна. Значи дали најчесто ние жените на крај се ставаме себе,
туку им текна на некоја пријателка, на мајка, дека им треба здравје, им треба убавина, на нејза може би и текнало дека сака да има квалитетна козметика. На некоја другарка дека е супер амбициозна, одлично изгледа, може би треба да намали некое килце, па може би ова да се препорача. И ние како жени, како што кажа Виле, препорачуваме се, а за ова можеме да бидеме платени. За да бидеме здрави, да бидеме убави, да промовираме еден животен стил надпросечен, каде што секоја жена може да си дозволи и да биде облечена убаво, и да убаво изгледа, и да патува, и да иде на убави гала вечери, и да биде сместена во 5-star хотели, буквално да живееме еден холивудски живот дури на Балканот, и сите од нас тоа го сакаме. Единствено што за да одлучи што е тоа, јас знам дека секоја жена е лидер, со самото тоа од некоја виша сила горе, како и да ја крстиме, е предодредена да биде жена и да биде лидер. Само треба да има доволно голема верба во себе и да има верба во заедницата во која што е, дека ќе ја помогне тоа да го направи. Ти благодарам, Мацо. Сега сакам да се навратам пак доктор Виле, не те прашав принска, ама сега ќе те прашам. Кои ти се тебе омилени производи од нашата Хеласкин? Вака, од производите, најновите од Хеласкин, сите ги користам и од сите сум задоволна, ама нешто што вака ми дава посебно чувство дека знам дека го имам дома најдоброто за тоа што е наменето е гелот за чистење, серум од ниацинамид и кремата за околу очи. Значи, покрај другите што секој ден го користам, ја користам кремата за раце, кремата за зацврстување на кожата, од овие сум одушевена. Затоа што вистина го имам резултатот за кој што имам тврдење дека ќе ги добиам. Дали козметика како козметика и нели исхрана за од надвор на кожата и така натака е доволна за да имаме тоа здраво старење, здрава кожа? Секако не. Секако не. Значи, не се, ја мислев ќе се намачкам и ќе се останам млада. Да, секако не. Значи, ниедна козметика, ниедна интервенција, ништо не може да го намали, да ја намали вредноста на здравиот лајфстайл. Значи, можеме ние да имаме и најдобрата крема, да го имаме и најдобриот третман, ако сето тоа не е поддржано со спиење добро, со добра исхрана, со добра хидратација, со добро обкружување, со тоа кој ти влијае на информации, на расположение, затоа што замислете го сценариото, идеш секоја вечер си излезен, секоја вечер си ненаспан, секоја вечер имаш некоја интоксикација што би се водело, дали е во алкохол или нешто друго, не пиеш вода, имаш една лоша ужинка и еден безвезен некој оброк и сега кремата што ќе оставам ќе биде убава. Мислам, тоа се знае дека не е така. Ние го поддржуваме целосниот или оној холистички пристап да секогаш во здравјето од внатре е експресирано или видливо од надвор, а баш и без никаква шминка, баш без никакво замислете убава здрава жена колку е убава, здрава и сама по себе привлечна. Плюс негата, плюс естетиката која што е значи нормална последица на сето тоа, дава супер резултати. Благодарам. Марија, тебе? Омилени производи. Ама дали од Хайл или од целиот асортимент? Почни со Хайл, па ќе се вратиш и на целиот асортимент. Да бидам искрена, моментално веќе ја користам
HL линијата целосно. За мене целата HL линија ми даде одлични резултати, затоа што јас не сум знаела претходно како да користам и некој да ме едуцира како да користам некако вид на некоја козметика. Секогаш сум купувала, секогаш сум се грижала за моето лице, но сега имаме одличен момент кој што ти ќе го испромовираш после тоа, каде што сега сум клиент. На почеток почнувам и клиент со HL линијата и ќе видиме после 21 ден каков резултат ќе имам, затоа што на вистина религиозно ќе почнам да ја вметнувам таа рутина во мојот лајфстайл, за разлика од со исхрана веќе ми стана навика, како што ви кажете, на почетокот беше тренд, сега веќе е животен стил, не размислувам што да јадам, знам дека нешто здраво и правилно треба да каснам без да се потрудам и да размислам што да биде тоа, затоа што покриена сум и со производите на Herbalife и со тоа што да одберам најмудро од класичниот стил на исхрана. Мои омилени производи се чајот, кој што без чајот дури јас можам да кажам, тоа е Thermogenics растителен напиток со екстракти од чај, кој што дава одличен фокус, дава одлично расположение затоа што не ни се менува енергијата, имаме константна енергија во текот на целиот ден, прави термогенеза, тоа значи дека ако малце нешто вишок каснеме, се ги топи калориите, и не хидрира во исто време, исфрла вода што немаме потреба да ни биде во нашето тело. Јас завршив факултет, буквално завршив факултет со тој Thermogenics чај, затоа што тогаш во тој период и работев, и почнував бизнис, и правев дипломска, а спиев предходно пред Herbalife, спиев по 12 сати, па наеднаш се разбудив и наеднаш ми се исчисти матноста во мојот мозок. Утре можам да зборам за чајот, затоа што стварно го обожавам. Следно нешто што исто ми даде многу убава разлика беше Rebuild Strength, тоа е спортскиот шејк после тренинг кој што ми даде многу одличен рекавери на моите мускули, за дури кога веќе стареам, дури кога претходно го спремав моето тело за бременост, беше во одлична форма за многу брзо да се вратам после бременоста во мојата првобитна состојба како што бев и како што изгледав. И одличен е со вкус, одличен е со сите состојки, фантастичен и сега највеќе што ми остави впечаток е колаген скин бустерот. Затоа што буквално нутри козметиката од внатре, тоа што јадеме и тоа што пиеме е многу побитно, затоа што тие слоеви на кожата кои што ни требаат внатрешните да ни бидат нахранети, ни се нахранети, и јас за месец дена имам видено таков убав резултат, дури некогаш ми е жал, дури да ставам и шминка на лицето. Благодарам, Марија. Уна претходно споминавме дека како компанија Herbalife секогаш се грижи за клиентите. Целта не е само да се продаде производ и да се наметне производ, да се земе производ, него секој клиент да се земе токму она што му треба. За таа цел, пред крај на минатата година развија, односно веројатно развивале многу долго време пред тоа, меѓутоа ја лансира како таква iSkin апликација, односно можност скенер да си го скенираме лицето од било каде, како линк да можеме да испратиме на наши клиенти, да можат од дома да се скенираат и да се направат анализа на кожата и се вадат дури 13 параметри во тоа каде што скенерот ќе детектира проблем да може да посочи. Врз основа на таа состојба што скенерот ќе ја увиди, дава и предлог производи кои се соодветни за нега на кожата. Не секогаш се дел од HL Skin колекцијата, некогаш ако апликацијата така процени дека подобро може би делувал некој производ од Skin колекцијата, значи останатата колекција која има Herbalife, све во интерес на тоа да кожата добие само поубава текстура и подобро здраво. Кои се опциите кои можете да ги понесете со себе после овој настан?
Нормално скин анализа може секој да си направи од лицето кое ве покани, побарете да ја направите членот. Меѓутоа, како опции во делот на Health Skin можете да бидете бренд амбасадор. Ако воопшто барем на момент тука додека сте ви текна тоа како опција да го направите, обратете се на лицето кое ве покани, бидејќи се уште сме многу малку бренд амбасадори и не можеме да покриеме комплетниот пазар за на луѓето да ја доловиме можноста која може да добијат со оваа козметика, резултатите кои можат да ги добијат, со оглед на тоа дека не се рекламираме на телевизија, не се рекламираме по никакви медиуми, не има производите по рафтовите за по аптеките или по велодрогериите, него исклучиво можете да ги добијат луѓето информациите од нас бренд амбасадорите. И тоа не било како само да им соопштиме за производите, меѓутоа секој човек што ќе дојде во допир со оваа козметика добива една фантастична вредност преку нашите работилници за нега на кожа или бјути академии, каде што не само што имаат можност да ги пробаат производите пред да одлучат да ги купат, меѓутоа добиваат и, ајде да кажеме, како некои са лекции, не би сакала да ги наречам лекции, Tips and tricks. меѓутоа како методи како секој производ што ќе го користат козметички се користи на правилен начин за тој производ да има ефект. И за тоа, пошто нели колку сме толку сме, во исто време не можеме да допреме до голем број на луѓе, ни требаат се уште бренд амбасадори, така да ако ви паѓа на памет дали да го правиме ова или не, прашате што се можете да добиете од вашиот домаќин кога би станале од бренд амбасадор. Тоа што треба да го направите, прво да се регистрирате во компанијата, како компанијата би можела да го прати вашиот прогрес во текот на напредување по маркетинг планот, да го нарачате својот прв скин пакет, како би имале дели прво за своје лично користење, за да може да го промовирате, а второ за да со него можете да ги извршувате тие работилници за нега на кожа и под обавезно да ги пратите сите обуки, да го слушате вашиот ментор, пошто како што кажавме, на вашиот ментор работа му е и во интерес вие да бидете успешни. Доколку се уште не сте така со одлука да бидете скин амбасадор, можете да го направите првиот чекор кој може да ве одведе во тоа да донесете големи одлуки, а тоа е да се приклучите во нашиот Хеласкин предизвик, кој е ексклузивен, кој се случува сега прв пат, ќе почне со пилот група од 20 овој месец. Јас ќе бидам победник. Условот е да користите, односно во вашата дневна рутина за нега на кожа да имате барем еден производ од Хеласкин колекцијата или од скин колекцијата, значи без разлика, да се скенирате со нашата AI скенер апликација првиот и 21 ден и за тоа ќе добиете фантастични награди. Во самиот предизвик можете да се поканете пријателки кои би се вклучиле нормално со истиот услов и при тоа да се добиете и подарок. Сега би сакала да прашам дали можеби некој од вас би сакал да постави некое прашање на моите драги гостинки, пошто верувам дека со се срце и со полно информации тие прашања ќе ви ги одговорат. Јас имам едно прашање. Дали нашите гостинки, некоја од нив, имаат некои клиентки кои што користеле веќе корејска козметика од друг бренд и сега веќе ја пробале оваа козметика и како реагираат на оваа козметика нивните први впечатоци, нешто? Да, јас имам една клиентка која што зема само еден производ затоа што и недостасуваше во другите, имаше купено корејска козметика, која што имаше платено дупло повеќе од нашата колку што кошта и тоа беше нарачана некоја од не знам каде козметика и она кажа дека овој серум од ниацинамид е далеку поквалитетен од тој што она го користи.
и затоа и мислам го користам, го завршила и затоа си го нарача од оваа колекција и кога виде дека може со тоа што ќе има картичка за попуст да си добие поголеми попусти дури и за незино користење на козметиката, беше воодушевена и си ја направи таа картичка. Ја имам сега една. Имаме еден многу интересен алат на НССР, путујучи НССР, каде ги даваме производите да ги пробаат нашите пријатели дома еден ден, два, да имаат свое лично искуство околу користење на корејската козметика и практично сите се воодушевени. Мислам, она ја имаат од едно или две користења имам убав фидбек. Ја имам денеска една ми пише дека сака се врати во систем да се ги нарача производите. Така да, сега не можам да дадам некоја, да речеме, научно, ама тоа се лични искуства кои што се многу повредни од било која наука која што нема вистинско искуство. Јас имам едно прашање. Дали оваа линија е за секој тип на кожа или има посебно нормалната сума и нормална врста? За кого е прашањето? За вас. За мене? Ви благодарам. Многу добро прашање. Значи, ова е исхрана за однатре. Значи, ние ја имаме, ние немаме во македонски јазик таков термин, на англиски е outner nutrition или исхрана од надвор. Практично без парабени и сулфати, со природни состојки која што е погодна за секој тип на возраст и секој тип на кожа. Благодарам. Молам. Имате и друго прашање, ама не прашуваш. Да. Одлично. Јас, Виле, сакам да ти поставам едно прашање конкретно околу козметиката, пошто гледам дека гостите малце ни се срамуваат, ама сигурна сум дека супер ќе се допадат информациите. Може ли така во кратки црти да ни кажеш накратко да ни кажеш точно како уствари секој од овие производи делуваат, што е она што така го прави во тој процес на здравото. Сега да ви кажам. Значи кратки црти се Само уште пола сад, да, знаеш, едва чекам да добијам можност да зборувам за Herbalife, за производите на Herbalife и конкретно за овие производи, затоа што уживам кога објаснувам и на пластичен начин ги давам информациите со кои што луѓето после тоа може да функционираат цел живот. Значи, ја кој ќе кажам како е важно на клетката или на цревните реснички да бидат исчистени, како на клетката и треба вода, и треба храна, и тоа веќе луѓето го знаат и веќе цело време го функционираат тој податок и тој податок им е валиден. Во однос на оваа козметика и во однос на едукациите што ги добивме за овие 5-6 месеци за козметиката, најдоброто објаснување, кое што е најпластично и за луѓето е највредно да го слушнате, дека нашата кожа, покрај тоа што ги има оние 6 слоеви, секоја клетка во кожата си е цигла. И циглата треба да направи некој ѕид кој што е змазен, кој што е изглетуван, кој што е убав, така? Добра фасада. Сега, помеѓу тие клетки има едни липиди или масни субстанции кои што се викаат церамиди. И тие церамиди се малтерот кој што ги поврзува клетките. И се тие церамиди треба да бидат малтерот кој што е измазнет, и за да биде измазнет, за да биде како што треба доволно вода. За да има доволно вода, треба да има хиалуронска киселина. Хиалуронот е практично сунгерот кој што ја задржува целата вода. Тоа го има во гелот за чистење и во серумот за измазнување. Понатак, за да тоа се замазни, ако евентуално има некоја пукнатина, мајсторот да дојде да ги поправи, да го поправи малтерот, е ниацинамидот. Ниацинамидот е поправачот на сите тие
испукнатини и затоа дава видливи резултати веднаш само што ќе се стави. Понатака, во другата лилјаковата линија каде што покрај што има ниацинамид има и аденозин. Аденозин е дел од една молекула која што се вика аденозин трифосфат, АТП, која што е практично целата енергија на секоја клетка во нашето тело е аденозин трифосфат и тоа е биоактивноста на нашата козметика која што ја енергизира клетката однатре и дава да се само регенерира. Во таа колекција има и сквалан, кој што исто природна супстанца, која што е бариерата, што не дозволува да хидратацијата се елиминира од нашата кожа. Така да, што е внесено, што е поправено и што е зачувано, ги има сите неопходни супстанции за да ги имаме дефинитивно најважните и најдобрите резултати за кои што сите ние овдека сме најмногу драйвани или најмногу тоа не вози да имаме резултати, да имаме нешто што можеме да го покажеме пред и потоа. Малку глед маса ќе има, така? Ви благодарам. Ти благодарам, Вила. Значи, кога сме кај предизвиците и резултатите пред и потоа, кажаме дека го имаме предизвикот, скин предизвикот, кој ќе биде за делот на убавината и на здравието. Така. А друг предизвик го имаме 21-дневниот предизвик, фит предизвик, Така. кој ни е за правење на најдобрата фит форма Би на тело. сакала во врска со предизвициве да се надоврзам, затоа што еве 14 години точно можам да кажам дека секој што е останат, што го направил резултатот и што го одржува, бил во некој предизвик. Во предизвикот, тој што останал и што си дал шанса да биде едуциран, да биде подложен на влијание на заедницата, тој ги ја разбрал поентата и таа едукација што ја добил, тие податоци кои што му функционираат, ги прави до крајот на животот. Секој кој што пробал, замислете, тогаш би било Herbalife, онаа компанија која што би била како и било која друга, би купил производ, никој не те обучува, никој не ти е поддршка, никој не те едуцира и тоа останува на само како еднократна употреба. Затоа поканата е дајте си шанса да бидете подложени на информации, на поддршка и заедница од луѓе кои што ги имаат резултатите, ги имаат податоците за да ги остварите вашите посакувани цели. Значи, овој предизвик, 21 ден фит предизвикот, освен што има едукативен карактер за луѓето да си направат подобар резултат, за да имаат подобра фит форма, како што е кажано за 21 ден трае. Зошто 21 ден? Затоа што на секоја навика и треба 21 ден да се создаде или да се растури. Тука сакаме добрите навики да ги создадеме за 21 ден, лошите да ги растуриме. А за 90 дена останува лајфстайл. Станува животен стил. И ора што уште дополнително мотивирачки е што првите 3 најдобри резултати добиваат и парични награди, односно прво место добива 100 евра, второ 70, трето 50 евра, меѓутоа дури оној што не освоил парична награда се чувствува како победник поради својот постигнат резултат. Она што сакам да го нагласам и што е многу важно е дека следниот многу важен настан е нашиот бизнес билдинг семинар кој ќе биде сега во недела во хотел Мериот. Отворено е за сите членови, меѓутоа и луѓе кои не се членови. Оние што не се членови, што би биле наши гости, за 2 сата што ќе трае делот за гости, ќе добијат толкава вредност и толкава увереност и во производите, и во резултатите од производите, и од маркетинг планот, и од бизнес можноста, бидејќи целиот семинар се сведува на давање на лични искуства од луѓе кои многу години поминале работејќи на својот резултат и работејќи на својот бизнес. Воедно, специјален гостин ќе ни биде овој дечко од Србија,
Јас го пратам на социјалните медиуми не поради Herbalife, него пошто е таков како карактер забавен и секогаш дава вредност во сето тоа што го постира. Тоа е Милош Чикарич. Верувајте, на вистина има што да каже и што да сподели во својата приказна и во развојот на својот бизнес. А она што како женски предприемачки колектив се подготвува кај нас, тоа е настанот кој ќе биде во април месец. Самото име Elevate Her значи подигнија неза, односно како жени да се подигнеме на едно уште повисоко ниво, користејќи го токму трендот на убавината, за да го развиеме нашиот бизнес. Специјална гостинка ќе ни биде неверојатно успешен Herbalife член од Чешка, тоа е Мартина Бартон, која токму со козметиката на HL Skin има направено неверојатно унапредување на незиниот Herbalife бизнес и доаѓа тука специјално на нас да ни го исподели незините рецепти. Она што е важно, што сакам да го нагласам, е да не чекате долго време да се пријавите, бидејќи присуството на тој настан за гостите ќе оди по лично покана на овластен член на компанијата, кој претходно уплатил акредитација која му дозволува да покани само тројца луѓе. Значи, буквално ексклузивен настан со ограничени места за седење, ограничени карти за присуство, со време разговарајте се со вашите домаќини, со вашите ментори, спонзори, како би можеле да бидете присутни на тој настан. Јас сакам само да напоменам за уште еден настан, пошто мислам дека тука нема да го има. Тоа е настан каде што еден цел викенд ќе можеме заедно да се дружиме значи тоа е сабота и недела, 4 и 5 април, доаѓа од Србија, еден од топ 1% најдобрите дистрибутери од Србија, мајка која што има фантастичен бизнис, има две мали деца машки и жена која што навистина ние, кој што сме малку подолго во компанијата, го имаме следено нејзиниот успех и напредок и буквално знаеме каква вредност ќе добиеме кога ќе дојде таа тука. Таа само за нас, специјално за нас ќе биде во Гарденија од 4 и 5, значи еден викенд. Тоа е фантастичен настан, ќе имаме и маскенбал забава, секој е добродојден да биде со нас. Единствено нешто што треба да направи е да има лиценца од компанијата Herbalife. Така да тоа едноставно се прави и може да присуствува таму. И она, пошто сме нели по предизвиците, веќе 2 предизвика испромовиравме до сега. Вие на вашите столчиња се најдовте вакви памфлетчиња. На ова памфлетче имате 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 задачи, кои доколку ги исполните сите, и си ги штиклирате дека сте ги исполниле, ќе се обратите на лицето кое ве покани на овој настан и ќе добиете фантастичен подарок од нашата Алоe колекција. И секој од вас тука ќе си добие еден ваков гифт ваучер со кој ќе договорите со вашиот домаќин, ќе договорите да можете да си присуствувате и да добиете една работилница за нега на кожа и да ги пробате сите производи и при тоа да научите како секој производ посебно се аплицира. Тоа би било тоа за вечерва. Јас прво сакам да им се заблагодарам на моите гостинки за целокупните информации што несебично ги споделија со нас. Нас беше честа. Ви благодарам. А сега ве поканувам сите на еден коктейл, да го пробате чајот од кој Марија е толку воодушевена, исто така и колаген скин бустерот кој на сите ни ја дава вас свежина на нашите лица. Благодарам. А пред се јас сакам да се